Добре дојавте, почитувани. Светот влезе во 2026 со повеќе отворени безбедносни прашања од било кога досега во историјата. Од Арктикот и Гренланд, преку војната во Украина до опасната ескалација на Блискиот Исток. Дали сведочиме на поединечни кризи или на системска промена на светскиот поредок воспоставен по Втората светска војна? Да си кажеме за глобалната безбедност, за новите линии на судир и за улогата на големите сили со Христо Ивановски и Дејан Србиновски, мои колеги, новинари и аналитичари кои долго време следат оваа проблематика. Добре дојавте во студиото на Телма. Добро утро и благодариме за поканата. Кога би ја почнале емисијава со едно генерално прашање, ако можам да побарам од вас ваш впечаток за најкритичната точка на планетава во моментов од безбедносен аспект, што би кажале? Наброивме нешто Венецуела, ја скокнав бидејќи на некој начин заврши како блицкриг. Која е најжешка точка, најчувствителна и најбрзо и најсилно може да експлодира? Ако си зависи на која идеолошка страна припаѓаш. Ако си глобалист или неолиберален, ќе речеш најневралгична точка е Белата куќа и председателот Трамп кој онака тешко како новиот шериф во Белата куќа го менува светот и ги менува правилата на игра во меѓународните односи. Ако припаѓаш на другата страна, на страната на конзервативците или на суверенистите, тогаш има повеќе такви точки. Прва меѓу нив е Европската унија. И тоа го кажа уште лани J.D. Vance, сега тоа го се повторува. А денеска Песков има изјава после преговорите во Абу Даби дека тоа Европската унија е проблематична како конструкција и како факт, која раководат полуписмени функционери, не ги викани политичари. Значи, тоа се тие идеолошки несогласувања. Невралгични точки се повеќе. Украина е конфликт во папсување, најверојатно, конфликт во папсување, затоа што е постигнат сериозен напредок на преговориве. Имаме конфликт замрзнат кој може да се разгори Иран. Иран е сериозна точка која може целиот Блиски Исток да го крене на нозе и да предизвика трета светска војна. Односите меѓу Индија и Пакистан се потенцијална нуклеарна закана за светот, така што ги има повеќе. Сега Кина Тајван до вчера беше број 1 како потенцијална точка за конфликт меѓу две суперсили, меѓу Кина и Америка. Сега гледаме дека малку е спласната таа тензија, па дури се личи дека е постигнат некој си договор каде што Тајван ќе се врати таму каде што припаѓа. Многу невралгични точки, многу блиску до светски конфликт, меѓутоа и да речеме според моја проценка поблиску сме до создавање на нов свет. Ќе се избегне глобална војна, ќе се создаде нов свет во кој големите ќе раководат и ќе ги постават картите на маса според нивната волја. Венецуела е пример за тоа, а најверојатно ќе биде и Гренланд пример за тоа. Добро, од одговоров, ако можам кусо резиме и како вовед за прашањето за Србиновски, стариот поредок на некој начин завршува, а новиот свет се уште не е роден. Во некое такво предвечерие на раѓање на нови правила во светот. За вас прашањето исто, ако општен беше Ивановски во одговорот, која е најкритична точка на светот во овој свет во кој се поставуваат нови правила? Па ако гледаме личен интерес или од државен интерес, можеби за нас е она што се случува во окружувањето во Европа, како земја членка, односно која што е на европскиот континент, војната во Украина и економската состојба со инфлациите општо во Европската унија, како што напомена и случувањата поделеноста натре во блокот, е тежок и сериозен проблем како држава која што цели да станеме полноправна членка во некаков сојуз кој што неолибералните, да кажем, политики кои што беа препознатли до вчера се го изостануваат и внатрешна разединеност во Европска унија понекогаш и се прашувам зошто и сега целиме на тоа, меѓутоа тоа се национални интереси кај што и нашите согледувања треба да се
да се наменат, меѓутоа кога говориме за која е најжешката точка, не можеме да издвоиме. Тотално се согласувам со колегата. Во оние микролокацијски нивоа, новинарите кои што ги следиме овие светски збиднувања, евентуално не можеме да ги фатиме локациите каде што може да излезе нов конфликт, независно дали тоа Блискиот Исток, арапскиот свет, од Азија до Венецуела. Во моментов, иако викендов од оние информации што ги гледаме од западните медиуми беше условно речено најавувано некакви нови воздушни напади во Иран, врз режимот во Иран, во Техеран, не дојда. Меѓутоа имавме некакви дипломатски изјави изутринава од администрацијата на Трамп дека председателот Трамп се уште не добил, односно не одлучил за било каков воздушен напад повторен воздушен напад во Иран. Од друга страна имаше закани од властите во Техеран да не си играат. Да, тоа беа со оган. Со оган, тоа е резултат на она што се случи, што го паметиме сите, и оној прв воздушен удар кој што го изврши Асад заедно со Израел врз Иран. Од тогаш па навам малку се поизменија ставовите и гледањата на сојузниците на Блискиот Исток кои што се за промена на режимот и на политиката во Техеран и некако малку се повлекоа. Причина за тоа беа и изненадувачките ракети, можеме да кажеме, или воздушната одбрана до некаде каде што успеа и да нанесе штета во околните земји, особено во Израел, со ракетирањето на Министерството за одбрана и така натаму. Меѓутоа и со новата закана која што државниот врв во Иран сега неодамна го истакна, дека ќе удира и атакува на сите војни бази каде што американските војници во околните земји се ситуирани. Може би една попозитивна вест во сите овие тензични вести што стасуваат кога станува збор за безбедноста во светот е дека НАТО сојузниците се на патот до компромис околу Гренланд, дека такви се најавите по заканите, односно по пораките од двете страни, дека предупредувањето од страна на Данска, особено и од представници на НАТО, дека ако САД влезе на сила да го освојува Гренланд, тоа ќе значи крај за НАТО, алијансата, и крај на светскиот поредок кој самите САД го воспоставија по Втората светска војна. Тоа мислам дека американците знаат дека на сила ако влезат многу работи ќе се сменат, затоа што после се едни на други си требаат, и тој евроатлантски мост не е правен по Втората светска војна туку така. Значи, прво, не е само доминација на Америка и контрола на Америка на европска почва, туку сепак има некои правила на некои однесувања, сепак они правеле еден систем толку години и нема да тргнат да го рушат така. А ќе се обидат поинаку да го земат Гренланд, и мислам на крај равенката ќе биде таа, на Америка и треба Гренланд и она ќе го земе Гренланд. Тоа е историјата, не учи дека империите така постапуваат и ние може да се буниме дека тоа е кршено меѓународното право, меѓутоа меѓународното право е кршено на милион начини. Но прво велите има правила. Кои се правила? Има правила или нема правила? Во првиот дел од одговорот велите сепак има некакви правила. Па има правила кои ако ги земеме Гренланд, Украина, Иран, за обиколувањето на Организацијата на Обединетите нации во обидот да се воспостави мир било каде, покажува дека се создава нов свет со сфери на влијанија и моќ, а не свет на правила кој се базира на токму правила. Тоа, значи ние ги препознаваме тие правила сега. Еве Трамп вика јас не го почитувам меѓународното право, може да кажеме тоа и повулгарно, меѓутоа јас наметнувам мои правила. Така? Јас сакам тебе да те купам. Значи им вика на секој гренланѓанин ќе му даеме по 100 милиони и он да си ужива таму и така на. Тоа го правеле сите империи во светот. Ќе ти дадам за да те купам. Или ајде вака да го преформулираме прашањето. Дали Советот за мир, што го турка Трамп сега како алтернатива на нефункционалната Организација на Обединетите нации, е опасен преседан што го турка светот во нова поголема нестабилност, или пак
добар принцип на колективна безбедност со оглед на тоа што навистина Обединетите нации во децении наназад се покажаа како доста бавни, бирократски заглавени и неефикасни кога станува збор за решавање на проблемите. Токму тоа, значи тоа не е да речеме паралелизам на некој начин, иако така изгледа, но тоа е создавање нова структура. Трамп се обидува да направи сосема нова структура, некоја нова лига на народите. Зошто? Па му треба таква затворање на еден негов простор каде што тој сака да има влијание, едносно Америка. Новата Монрова теорија која е многу поширока од држење контрола на само на западната хемисфера. Сака многу повеќе од тоа. За да рече, еве, јас направив империја која ќе ја остави во наследство. Што е за нас битно? Дека Европа ја нема во тој одбор мировен. Европа едноставно, Европската унија ја нема, а ја нема ни во преговорите за Украина. Па затоа велам повеќе личи на опасен преседан отколку на добра алтернатива за нефункционалноста на Обединетите нации. Очигледно дека не може да биде опасен преседан затоа што се покажа дека механизмите на Обединетите нации не функционираат. Механизмите на ОПСЕ не функционираат. Минските преговори и договори не се почитуваат. Кога имате механизам кој ви пропаѓа, ОПСЕ е замислен да биде контрола и на војната моќ и баланс во Европа, и се гледа дека тој не функционира. Тогаш мора да правите нешто ново. Но само како додавка и еве му давам збор на Србиновски, ако мирот се договара за затворени врати, каде што седат членките, земјите што ја прифатиле поканата на Трамп да бидат дел од Советот за мир, како што тој сам си го нарекува, што останува тогаш од меѓународното право и од правото на малите држави да бидат заштитени. Тогаш зборуваме само со јазикот на силата и на моќта. Силата, апсолутно ништо, можеби да го надополнам колегата, апсолутно ништо не остава за помалите држави, за жал. Ние сме земји во развој каде што нашиот глас, ако до вчера условно речено се практикуваше или можеше да се слушне во институции формирани после Втората светска војна, како Обединетите нации, за сега такво учество и таква можност немаме. Односно, сме сведоци на еден свет кој што се заоснова чисто на интереси, ништо понатаму на големите држави или моќници. Свет од една страна на предатори, грабливци и на жртви. Не постои помеѓу некаква сиво-црна зона каде што може да се избега, него останува збор за време кога можеби ќе влеземе во интерес на големите држави. Би сакал само да надополнам околу формирањето на одбор на Трамп, на одборот за мир на председателот Трамп. За сега се уште рано, не би се сложил со колегата, се уште рано за оние безбедносни предизвици да ги наговестиме или да ги видиме што би донел тој одбор за мир или таа некоја нова колектива која што се збира околу САД како нивен основател. Сведоци сме дека досегашните непрекршување на меѓународното право, почнувајќи од Косово, Украина и така натаму и Нагорно Карабах, и како се удираат на противниците или на довчерашните непријатели со нивните чекори, па умешно другите страни во приказните кои што сега се актуелни ги искористуваат во нивна полза да докажат дека еве вие погрешивте тогаш, меѓутоа тоа е ваш чекор, се ние го применуваме. Добро, се согласиме досега дека Обединетите нации се бавни, не често функционални како што треба да бидат, како што се замислени по Втората светска војна кога се формирани, но ако мирот се договара надвор од рамките на Обединетите нации, што тогаш, како што реков, од една страна што никој не ги штити малите држави од интересите на големите сили, туку изгледа нелогично самите Соединените американски држави да го уриваат светскиот поредок кој самите го воспоставија после Втората светска војна. Мене не ми изгледа баш така нелогично, меѓутоа, ајде да го прифатиме како теза, но јас себе да поставам прашање. Дали кога Македонија побара членство во ООН се почитуваше повелбата на Обединетите нации? Не. Значи се постави дополнителен услов и ние имавме прилика или показна вежба да видиме како тоа функционираат механизмите во Обединетите нации. Значи, политичка сила, политички уцени и така натаму. Не се почитува ниту во 2008 по пресудата на ХАГ. Не се почитува, нити се почитува Виенската конвенција за договорно право, нити за дипломатија. Но дали тоа треба да биде оправдување за натамошно непочитување на тие правила? Не можеш, значи, ако еднаш се прекршени, не треба тоа да стане правило. Светот мора да оди напред.
Светот е тркало, историско тркало. Само Кина има луксус, не знам, цивилизација од 5-6 години да размислува побавно отколку западњаци. Им се брза. Им се брза по ресурсите, им се брза по тоа да не ја изгубат доминацијата и така натаму. И затоа Трамп вика, јас не можам Кина да ја победам, нити па може воена да ја победи Русија, дај ние ќе го поделиме светов. И сега ние гледаме, па една Европска унија го гледа тоа како пасивен посматрач. Макрон не го примаат во Ватикан. Му вика, не си релевантен, Г7 не може да се соберат. Значи, сето тоа се работи кои мора да ги гледаме. Значи, едноставно не ти даваат да се враќаш на старото. Те туркаат напред, тоа се сили кои те туркаат напред. И зошто некогаш моќната Европска унија, при тоа се уште се и нуклеарни сили многу моќни, и Франција, да не заборавиме, тука е Германија, Британија добро е надвор од Европската унија, меѓутоа зошто Европа е само повеќе простор отколку актер во сите овие глобални случаи? Тоа е, предпоставам, некоја резултат на пасифизација која што имаше Европската унија изминативе 10 до 15 години во однос на надворешната политика. Дел од европските земји кои што се и економски двигатори, па и безбедности, како империалистички земји, на Африка ги изгубија своите колонии. Не успеа, Европската унија не успеа да се наметне како, ајде да кажеме, дипломатски предничар во неколку отворени прашања кои што ги имавме во соседството и во поранешна Југославија. Од тогаш па навамо избива 101 криза, почнувајќи од безбедностна со мигрантска, понатаму ковид кризата, и ја видовме таа пасифизација или односно неодлучност која што Европската унија изминативе 10 на 15 години, за жал, ја правеше, ја спроведуваше, и од таму логично е и може да се заклучи дека тоа е само резултат на тие политики на неолибералните кои што исчезнуваат и доаѓа време на реал политиката која што се заоснова на дневни потези на големите земји од Европа, кои што за жал не се во добра конотација за онакви земји како Македонија. Ми падна во очи една интересна анкета објавена на Le Figaro, спроведена за француска група на геополитички студии, која покажува дека повеќе од половина од европејците, жителите на Франција, Италија, Шпанија, Германија, Полска, Данска и Белгија, го сметаат Трамп за непријател на Европа. Не знам дали ја видовте, само 8% од анкетираните го сметаат за пријател, а 39% не се определуваат, не кажуваат ниту да, ниту не. Меѓутоа, огромно мнозинство од испитаниците, 88%, веруваат дека Трамп не ги почитува демократските принципи. И сега на ова се надоврзува Трамповата обсесија со Гренланд и неговите изјави такви какви што се. Колку се ова го продлабочува судирот помеѓу САД и ЕУ, иако НАТО вели блиску сме до компромис. Сепак тој судир помеѓу Европа и САД се уште не, дното не е допрено и може да се продлабочува. Тој е стар судир. И по Втората светска војна Америка си го поставува тоа прашање како стратегиско, дали да ја помагаат Европа или да остаат сама да плива. Тоа е пред Маршаловиот план. Значи, они решаваат, окей, ќе ја помагаме Европа, меѓутоа ќе ја држиме под контрола. Не е само фашизмот во прашање. Многу работи се тука поврзани, но имаме два тотално различни системи. Ако се они во тоа евроатлантско партнерство изборуваат за вредности. Вредностите на американското општество, барем ние кои сме биле, Србиновски бил, јас сум бил на студиски престој, можеме да видиме дека огромни разлики. Не е само еден јазик, една валута, тоа е вистинска империја. Европа никош не била империја. Имаме империјални сили во Европа, кои имаат конфронтации меѓу себе. Европа ја држи еден концепт на ројализмот и тоа е најмоćниот, значи парламентарната демократија, каде што монархистичките демократии практично. Тие ја држат Европа како Европската унија, како една целина. Второ, француско-германското пријателство, пактот, тоа ја држи таа Европска унија онака да стои на некој нозе, и нуклеарниот или војниот пакт меѓу Велика Британија и Франција како единствени нуклеарни сили во Европа. Гледаме дека има искричења сериозни, дека сега Германија се приближува до Италија, што заликува на уската Берлин-Рим, и така има негативни конотации со чудење. Гледаме некако Франција ја тргаат на страна.
Но Франција има сосема поинаква историја на градење на држава. Франција е произлезена од револуција. Само Франција е произлезена од револуција. Да речеме и Македонија со 1903 Илинденското востание на Париската комуна, Пандан. Тоа е во сршта. И Јалта, која најверојатно веќе е мртва, како пакт кој гарантира сфери на влијание и поделба и така натаму. Значи Европа е доста ранлива внатре. Во кој правец ќе судират помеѓу Европа и САД? Ваша проценка и прогноза со оглед на тоа? Прва работа е што економски ќе се јадат и тоа сериозно. Втора работа е што најверојатно Европа ќе направи сериозна грешка и ќе се врзе за кинезите и Кина ќе поплави Европа. Тоа може ќе биде добро за народот кој има поевтина стока, меѓутоа за европските компании кои произведуваат ноу-хау или хай-тех ќе биде страшно. Би сакал да се надополнам одека јас се уште сум скептичен дека до толку ќе се урниса трансатлантските односи, кога говорам овде за економските, поразлично од безбедносните. Тоа го успеавме да видиме во она воздржаност која што Европската Унија успеа да ја протурка некако по самитот во Давос. Именно тој економски чекор на кој што беа спремени во западните вестници, Financial Times дури го анализираше економска базука, чекор на европејците кои што беа спремни да го преземат доколку Трамп воведе царини од 200% за француските вина и така натаму, во реалноста не се примени, односно не одговори. Тоа ми даде на дознање дека некако сепак воздржаноста на Европската Унија кога станува збор економските односи со САД ќе успее некако да се испеглат или дипломатски да се средат. Сепак тоа ќе има секако ќе има реперкусии, како што напомена колегата, во однос на влијањето или на отварањето на големата врата на Кина во Европа со незината економија. Дали спас за Европската Унија би бил брз прием на сите овие земји од Западен Балкан, не само тоа, туку и Украина. Еве Украина силно чука на вратата, односно она што ќе остане од Украина по евентуалното мировно решение и територијалните отстапки, бидејќи Путин е јасен таму дека околу Донбас нема да преговара и веројатно ќе мора да направи Украина некакви територијални отстапки, тоа што ќе остане таму. Дали еден евентуален брз прием би можела ли Украина да стане во догледно време до крајот на оваа декада земја членка, каде што и Македонија би можела да го пронеде својот интерес, бидејќи тапкаме во место, еве одат нашите западни соседи и Албанија и Црна Гора со брзи чекори на тоа. Да, ќе видиме, тоа не се знае, они самите не знаат како ќе заврши тој процес. Она што е битно е што за жал Европа е притисната и она сега го бара новиот идентитет и местото на новава геополитичка мапа, губејќи го својот идентитет, бега од својот проект основен. Европа на социјална благосостојба, Европа на врвно образование, Европа на толеранција, Европа на прием на азиланти, имигранти и така натаму. Се е тоа отидено. Полека ние ќе го гледаме тоа. Што достига лидерство од типот на Аденауер некогаш или се прашувале зошто Европа не може да го изгради својот идентитет, еве толку години по дискутабилната политика на Меркел за мултикулти и сето тоа идентитетско барање. Зошто, што се случува со Европа толку години? Тоа е резултат на внатрешно раслоеноста во самите држави во Европската Унија. Читаме и можеме да ги видиме информациите кои што излагаат што се случува во Париз, каква е состојбата и во Германија по изборите. Тоа е една рефлексија за поделеност на општествата и оној раст на десниот популизам доведува до тоа да европските земји не успеа, за жал, после Меркел да изненат еден лидер, заеднички лидер кој што ќе застанат и можеби ќе ги обединува во кроењето на надворешната политика и можеби ќе има подсврст став за одговор кон сите надворешно политички прашања. Во однос на тоа дали Европската Унија би се спасила или би напреднала доколку дојде до некакво брзо ново проширување, за жал во овој момент би се согласил дека тоа не е возможно. Тоа е можеби некој она приказната со морковот и стапот за Украина, сме го виделе и сме го сетиле тоа на лична основа и за околу промената за името кога стануваше нашето членство во НАТО.
Украина мора да и се понуди во овој момент нешто, зашто би граѓаните би излегле на избори, ќе би се избрал и нов претседател, а тоа со она отргање и де факто и де јуре да стане членка на НАТО алијансата, би се направил некаков компромис со нејзино брзо пристапување во Европската Унија, што во моментов сите го пласираат од големите европски сојузници. Дали е тоа реално и дали е возможно во овој момент каде што имаме војна и потоа ќе следи поствоен период на возобновување демократско, институционално и така и безбедносно, мислам дека тоа е само за жал една сурова реалност која што Украина во моментов е предложена. Вака можеме да го поставиме исто прашањето. А што ако Трамп рече ќе трампаме, не Трамп, ќе трампаме Украина за Гренланд. Ги си китите. Затоа што на Европа и требаат ресурси. Европа плаче за ресурси. Добро, зошто е Гренланд толку битен? Заради ресурсите или заради поморските рути? И колку во таа смисла Арктикот може да стане тивко бојно поле помеѓу НАТО, Русија и Кина, односно САД, Русија и Кина, утре не во смисла на тенкови и таква отворена војна, туку со бази, инфраструктура, економско влијание, поставување таму. Не, ресурси секако им требаат, меѓутоа и не толку. Америка има ресурси, самата Америка ги има ресурсите, меѓутоа им треба моќ, реална моќ, да покажат дека ние сме големи, ете, ја проширивме територијата и влеговме во сферите на главно русите. Русите се уште тамо доминантни во тој арктичкиот појас. И они имаат и технологија која може тоа да го издржи. Овие другите се мали, имаат мали бази и не можат да парираат. Русија имаат сериозна таму поставеност, а ја имаат и Кина зад, за да им помага која треба. Америка нема таков силен сојузник воен и економски како што го има Русија. Друга страна, Украина, ако русите го земат Донбас и плюс Одеса, фие тамо нема што повеќе да барат. Американците нема што повеќе да барат. Таму и се главните ресурси, тогаш ќе одат на, не знам, житница и така натаму. Како некој рече, сега е геоекономија главна работа и ја мислам дека е тоа во ред. Добро, колку брзо може да експлодира повторно Блискиот Исток, со оглед на тоа што голем број авиокомпании почнаа да ја заобиколуваат таа рута на прелети таму. Веројатно имаат по добри информации, се информирани и со оглед на се ова што се случува, американските бродови се запловеа во заливот, од друга страна Иран е на готов, внатрешни немири имаше. Прашање на време кога ќе има повторно некаков, ајде кажеме, хибриден напад или строго контролиран напад од, говорам овде од САД и неговниот сојузник Израел врз Иран. Но велите контролиран напад? Контролиран напад, говорам овде на тие воени бази кои што Иран во моментов ги поседува и видовме пред неодамнешниот конфликт кој што исто траеше неколку дена, дека Иран успеа да возврати, ако ништо друго, на Израел со тие балистички ракети кои што успеа да погодат дел од објекти и цели во Израел. Слично ќе биде и овој пат. Кога, не знаеме точно, не сме во Белата куќа, но од она се што можеме да го прибележиме или да го собереме од пишувањата на медиумите, па и што стоеше во националната стратегија за надворешна политика на САД, објавено неодамна од Стейт Департментот, дека поделбата на интереси на големите сили, според тие некои нови прекројувања, САД, Блискиот Исток ќе доминира, оттаму и сите чекори кои што ќе се преземат ќе бидат во однос на пробувањето на смена на политичките власти во Иран во периодов, а тоа во овој момент е возможно само преку некакви војни напади и дополнителни домашни потреси. Во една пригода наш сограѓанин, всушност израелец роден во Скопје и заминат како мал, Исак Адижа, звучно име, аналитичар, писател, еден од лидерите кога станува збор за менаџирање и советување на компании.
беше во Скопје, го интервјуирав и рече дека единствен конфликт што има потенцијал да го запали светот на вистина е конфликтот на Блискиот Исток. Не Украина, вели во Украина ќе се најде решение, иако тогаш звучеше многу нелогично. Ама знаеш што е битно за Иран? Иран е стварно голема земја и територија ама Иран не е Персија. Дали ќе се врати Персија? Ја би сакал да се врати затоа што тоа е наука. Персија е наука, Персија е толеранција. Во моментов имаме владење на теократија, и тоа жестока теократија, кој практично бе производ на американската, на цијашката политика, за жал. Меѓутоа сега гледаме дека 50 години потоа се враќа пак една царска фамилија таму на Реза Пахлави, кој живее во екзил и така натаму, и тој сака да се врати и да го преземе Иран. Со поддршка на Ама тоа нема да оди така лесно, затоа што во моментов има обиди за контрареволуција, бидејќи 79-та беше исламска револуција. Сега имаме контрареволуција, таму е стварно многу нејасно. Едните се за Реза Пахлави, но мнозинството се за враќање на демократија. Имаше избран демократски премиер кој беше брутално симнат од власт. Нејасна е многу работава, американците мислам дека они се булдожери кои ќе решат нешто да го прават, ќе го прават, но и колку во оваа раменка со многу непознати може на Трамп да му се случи она што се случува и во Иран, имајќи го предвид она што го спомнавме и во најавата по убиството на здравствениот работник Алекс Прити и по протестите таму, колку се тие закана од поголема дестабилизација, па некој дури предупредува и употребува силни зборови, па вели и можност за граѓанска војна во САД. Ги слушнавме поранешната председателска двојка, односно председателот и првата дама Мишел и Барак Обама, кои повикуваат дека ова е последен повик секој американец да се освести, да се разбуди, да се запраша каде оди неговата земја под водство на Трамп. Има ли таму потенцијал за поголема? Потенцијал секогаш има, особено при некакво убиство кое што ќе го прочитаме во медиумите и ви гледаме дека се рефлексира во американското општество, но дали тоа ќе биде искра за поголема дестабилизација, не сум многу убеден на америчко тло, на американско тло. Зошто? Говорам тоа бидејќи Трамп во вториот мандат гледаме какви чекори радикални прави кога стана збор домашната безбедност со американската национална гарда, потоа со менувањето на оние разузнавачки структури во државата. Тој е по неговиот обид за атентат, тој е решен по било кој основ да го спроведе она што го мисли. Вакви потреси или вакви индикатори кои што можат да влијат на безбедноста, американската администрација во моментот гледаме успешно ги справо, иако расположението кај американците во моментов не е наметнато, односно гледаме се помасовни протести во повеќе градови во САД. Меѓутоа, со текот на времето, мислам дека председателот Трамп и луѓето околу него, доколку дојде до некаква евентуална поголема ескалација, ќе употребуваат поголеми сили за безбедност. Христо вели, ако се подпираме на историјата, можно и поголема драма таму да. Добро, историјата вика се е можно по и граѓанска војна, а зошто па не? Од граѓанска војна американците викат излеговме посилни. Читав јас една книга, случајно најдов у некоја тамо антикварница, No One Died in Vain, никој не загина за џабе или залудно, каде што баш темата е граѓанската војна. Во Америка Обама имаше исто протести. Он владееше во 2 мандата, при кои во тие 2 мандата има протерано 3 милиони нелегални имигранти. 3 милиони. Они сега викаат за Трамп. Добро. Значи, приказната американска е, не е само на Обама и на... имаме протести во Минеаполис, во Лос Анџелес, во Сан Франциско, во Чикаго, Нью Орлеанс. Америка е постојано во вриење. Меѓутоа, сега е удрена сериозна акција против корумпираните политичари и властодржци во Америка, што порано не сме го гледале. Имаме многу корупција. Тоа се гледа од гувернери до полициски началници и така натаму. Затоа се користи ова ИЦ сега што викаат и гардата федерална. Да завршуваме, треба на крај уште едно прашање. Кога се случи апсењето на Мадуро,
кога влегоа американските маринци, светот беше чудовиден, беа збунети светските лидери, па некои со молчешкум, некои одобруваа, меѓутоа сите беа засегнати на некој начин, но оној дел од либералниот свет, што го спомна Христо на почетокот на емисијата, кој обично реагираше на такви работи, односно беше многу сензитивен со право и реагираше кога Путин направи инвазија во Украина, сега молча. Некако немаше реакции дека Трамп на овој начин прави исто така упад во држава која има свој суверенитет и независност. Тоа истото се случува, Горан. И потоа дури нашето лидерство и водство овде прашани дали даваат поддршка на тоа што го направи Трамп, рекоа дека меѓународното право било кршено и на наш грб во минатото, што не треба, повторно велам, да биде оправдување за и натаму да се крши меѓународното право. Ако еднаш се скрши и ако тоа се повторува, тогаш тоа станува правило и меѓународното право се поништува. Да завршуваме кусо само како. Само кратко, истото тоа се случуваше и по ајде да кажеме нападите на САД врз Иран, врз инвазијата, гледаме какви се меки реакциите кои што доаѓаат од САД. Молкот, како пример само ќе го кажем, во арапскиот свет, во државите во окружувањето, ајде да кажеме на Иран, не е ради тоа што се сложуваат со акцијата на САД која што ја преземале врз Иран или конкретно Венецуела, него небрижноста не доаѓа од тоа дека тие не сака да го судат чинот, него едноставниот страв, бидејќи во вакво едно турбулентно меѓународно обкружување и меѓународни трки за вооружување, за влијателност и за наметнување на своји ставови, помалите држави за жал во овој момент, барем сега ќе гледаме дека да се држиме подалеку од фокусот на Трамп. Тоа би бил заклучокот. Ама Мадуро го тргна, меѓутоа мадуризмот остана. Значи неговата заменичка ја презеде палката, не дојдоа други. Значи према Америка вика сега во овој момент не е потребно затоа што може тоа внатре да предизвика. Си тече бизнисот, нафтата си тече. Меѓутоа вело дека Родригес ете поставен, дека и таа учествувала во акцијата за елегантно е направен потегот. Значи тоа е новиот свет, старо новиот свет. Колку 62 има државни удари е направено, ово е веројатно најонака добро изведен. Христо Ивановски, Дејан Србиновски, колеги, ви благодарам многу за учеството во денешното издание на Да си кажеме на Телма. Почитувани, тука е крајот на ова издание, останете на Телма и довидување утре во истиот термин.